На 4 локации во источниот регион, оризопроизводителите од Кочанско-Виничко-Карбинскиот регион денес ја извадија механизацијата на патиштата во знак на револт од состојбата во која се наоѓаат. Бараат итна средба со министерот Николовски и уште поитно решавање на нивните проблеми. Бараме да дојде министерот и премиерот. Цената 40 до 45 денари за оризова арпа. Во колку? Не најазу за сходно. Механизацијата и народот ќе останат на патот за 10, 15 и 20 дена. Ќе оставиме и трактори, ќе го оставиме и оризо, не е нако треба. Ние не можеме за 20 денари да произведуваме храна. Кога нашата производна цена е 35 до 38 денари. За оризопроизводителите клучно е нивниот производ да стане стратешка култура. Оризот подхитно да се стави на заштита на растенијата како што ставен тутунот и гројство. Бидејќи со оризот се манипулира, се увезува и ние останавме овде така речено сами да се снаѓаме, сами да најдеме пласмани и сето тоа што ние не сме во можност. Ние да најдеме пласман. Ние сме за да произведеме. Барањето од страна на група пратеници е поставено во собранието и бараме на првата седница што ќе се одржи во собранието, подхитно да биде ставено на дневен ред. Во спротивно, овие блокади ќе продолжат и понатаму. На само неколку денови пред стартот на новата жетва, производителите на ориз се децидни дека екзистенција од она што го работат има се помалку. Ние прво бараме да биде оризно најмалку 4000 динара арпата. Најмалку и тоа дали ќе се покриеме. Да ви кажам еден жив пример. 92 беше на жито Скопје магацинер. Едино ја откупува на ниво на Македонија, одбраа фирмата. 17 динара се тогава и книжеше арпата. Повтарам, 17 динара. Колку е сега? Сега е 20-22 динара е. 460 динара беше на врети уреа од 50 кила. Сега е 3000 и колку, 400 или колку е. Заклане, уништијане. Па нека направат теста. Колку препарато, колку е нафта, како треба да остане за нас нешто. Али тоа не питат нас. Трговци си печалат, ние се буваме како вол за слама, така ќе се изразам и така. Со оризот е катастрофа. Че ако е добро, нема народот да излава, нема да се буне, ки е добро, на сите ки е убаво. Како исто од купувачите, како што е убаво што се у фабриките. Дополнително, доцнењето на наводнителната сезона на некои места ќе ја пролонгира и жетвата, поради што се бара наводнителните системи од државно да се вратат на локално ниво на управување. Да се врати водокорисниците сами да се располагаат со водата и да ги формираме повторно оние водокористички издруженија кои што беа одамна распуштени и самите ние да располагаме со да на одреден датум точно да сееме ориз. Заедно со оризопроизводителите денес на протест беше и председателот на Комисијата за земјоделство на ВМРО ДПМН Цветан Трипуновски, кој од Облешево побара. Она што сакам да го упатам како ВМРО ДПМН до власт е уште веднаш да почнат со измена на законот кој што пратениците на ВМРО ДПМН го поднесува во собранието, а тоа е да оризот стане стратешка култура и веднаш преку Агенцијата за стокови резерви да се откупи количина која што ќе се складира за националните резерви. Тоа е едно од решенијата кои што во моментов ги нудиме како опозиција до власта за да се реши овој горлив проблем. Денес механизацијата беше паркирана кај Крупиште, Чифлик, Чешиново и Облешево, а доколку состојбата не се смени на подобро, не е исклучена можноста тракторите следниот пат да се паркираат пред владата и Министерството за земјоделство.